Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Пред да го започнам ова видео и да говорам на тема Cold Therapy и нешто за Wim Hof методата, сакам се заблагодарам на Skopje24.mk кој што овозможи да се снима ова видео. Исто така и ќе овозможат да допре до што повеќе луѓе, оние секако кои што сака да го направат ова, да променат нешто во нивниот живот, да воведат нови навики. Така да не должам премногу, едно големо благодарам до вас. Јас овде во оваа тетрадка извадив суштински она што треба да ви го пренесам, тоа е само моје лично мислење. И така ќе бидам малку поедноставен во говорењето за да можеме да разберат сите. Cold Therapy или криотерапија на македонски докога преведеме ќе биде ледена терапија, кој што верувам дека многу малку луѓе чуле за тој поим. Вака, таа е ретка практика кај луѓето, посебно на Балканот, на балканските простори. Зашто? Не знам. Може би да бидат факторите кои што се недоволно податоци за ледената терапија и да, тука си теориите на заговор кои што доколку се бањате нели со ладна вода, може да дојде до пукање вашето срце, што нема логика. Нормално дека може да се случи тоа, меѓутоа вие доколку сте биле на 40 степени изложени повеќе време и сакате веднаш да преминете во пониска температура со помош на ладната вода, нормално е тогаш да прсне срцето, односно да ви распука. Затоа што најнаш ви му создавате шок, нема толку можност да пумпа крв и се случува нешто што не би сакале да се случи, срцев удар. За да не дојде тоа, затоа си има и нивоа низ кои треба да поминете, вежби, па за да може да се бањате со што поладна вода. Доколку имате болки во зглобовите и мускулите, ладната терапија се препорачува како решение и лек за против тоа. Исто така доколку имате повреда, ладната терапија, односно ледената терапија, помага при намалување на отокот, не дозволува негово зголемување и побрзо закрепнување и регенерирање на повредата, секако. Исто така, како што оваа терапија си има своји бенефити, така има и своји недостатоци. Па затоа, сите оние луѓе кои што имаат проблем со кардиоваскуларниот систем, со срцето, слаба циркулација, се препорачува да не го практикуваат тоа или претходно пред да го практикуваат овој метод, оваа терапија, да се советуваат со нивните лекари и да можат да знаат во каква здравствена состојба се пред се и дали можат да го поднесат се тоа, односно дали може нивниот организам да го поднесе тој студ, да речеме. Сега, толку за cold therapy или криотерапија, како што рековме на македонски јазик е ледена терапија. Сега ќе преминам односно на Wim Hof методата. Таа е многу едноставна, но и моќна метода, која што самата метода го дава името на незиниот креатор, Wim Hof. Се состои од три нешта: вашиот ум, студот и дишењето. Тој комбинирал овие три работи, тука имам запишано, и тие се тие работи кои што ја прават моќна оваа метода на Wim Hof. Сега, таа придонесува во неколку многу клучни работи во животот што ни требаат, верувајте. Тоа е. Тука имам наброено, измете вака што читам, меѓутоа подобро да прочиташ отколку да кажеш нешто, а да не е тоа. Подобро спиење, односно подобрување на спиењето.
полесно можете да заспиете. Намалување на нивото на стрес. Зголемување на тестостерон, што е многу битно. Друго, го зајакнува вашиот имунитет. Исто така нешто многу битно што е, имате, односно методата, ја зголемува вашата толеранција за отпорност на студ. Значи може да толерирате повисоко ниво и степен на студ. Например, додека другите во зима одат со шалови, со јакни и што ти ја знам, вие можете едноставно само по една маичка есенско јакниче да си скочите надвор и да немате никакви проблеми. Сега, имам неколку тука запишано како се изведува таа практика. Значи, Вим Хоф методата се изведува со длабоки вдишувања и издишувања. Не се, значи, многу брзи. Сега ќе ви демонстрирам. Некој умерено темпо. 3 пати, односно, тие после 30 вдишувања и издишувања, вдишуваш, издишуваш еднаш. Вдишуваш и издишуваш 2 пати. Така броите. 3 серии. Зашто 3 серии? Затоа што за почеток е доволно, вие нема веднаш да влезете во купка со мраз, затоа што не е препорачливо. Првен треба да појдете низ ова обука. Првен ја поставувате вашата вода од средина, значи млака, измеѓу топла и ладна, па постепено до каде што вие може да издржите без да се форсирате и да го форсирате вашето тело до таму. Потоа, секој ден како напредувате и напредувате, го зголемувате и повторувањето, значи исто така се станува 30 вдишувања и издишувања, но меѓутоа 4 пати, па 5 пати по 30, па 6 пати. И потоа веќе кога ќе се чувствувате вие дека сте способни и дека може да издржите, ќе си ја наполните вашата када со мраз и вода и ќе влезете внатре. Меѓутоа, не влегувате внатре без претходно да се припремете. Исто така ќе направите дишење. При дишењето се случуваат некои чудни појави, боцкање на рацете, вртење. Тоа е нормално. Значи, нормално е, нема зошто да се плашите. Мене ми се има случувано, значи исто како да се онесвестувате, ви се мати пред, вашата глава, точки гледате и се тие работи. Кога правите тоа, или седнете некаде, или легнете на под. Стоење никако. Не е дозволено. Не е дозволено, ви можете, ама ќе паднете погрешка. Со ова постапка што ви ја покажав сега, се зголемува кислородот, во многу поголемо ниво на кислород, а се намалува јаглеродов диоксид, што овозможува и доколку сте правиле 10 слека, следниот пат да правите 20 слека. Доколку сте можеле 30 секунди да го задржите вашиот здив, сега ќе можете да го задржите минута и пол до 2, зависно колку вие ќе се потрудите. Ова метода се базира на 3 темели. Само момент. Тоа е да дишете. Дишењето е многу важно. Вториот елемент е ледената терапија или тоа студот што го чувствувате. И најбитното е умот, посветеност. Нели он се содржи од 3 елементи. Као што кажавме претходно, заради тие 3 елементи е многу моцна таа метода на Вим Хоф. Умот, дишењето, белите дробови и студот. Ова ќе ви помогне никогаш повеќе во иднина да не се разболувате, да не конзумирате никакви апчиња и не што ти ја знам таму за да се излечите или нешто слично. Ова ќе помогне да озагне вашиот имунен систем и нема никогаш повторно да се разболите, затоа што ја не се сеќавам од кога сум се разболел. Само некогаш ако сум претерал, па грло ме фатило, а температура одамна не сум имал.
Така да, и ова ви е многу битно во оваа настаната ситуација која што имаме со овој вирус. Се надеваме дека ќе помине за скоро, па вие уживајте, лајкнете доколку ви се допадна ово видео, субскрајбнете исто така, коментирајте доколку испуштив нешто во ова, доколку сака да снимам дополнителни вакви видеа, едукативни. И тоа е тоа. Им се заблагодарувам на Skopje24 МК за ова возможување да бидам на нивната веб страница. Поздрав!